Предупредувачки протест денеска одржа оризопроизводителите од Кочанското село Облешево. Тие се уште немаат вода за сеидба на ориз, поради што крајно неизвестно е колку, а во некои места и дали ориз годинава воопшто ќе се сее. Буквално од утре се пуште водата, затоа што наскоро може ќе се соочиме со не знам какви проблеми. А времето се пробива, Роко. Јас ако не го посејам едрата сорта до 15, најкасно 20 мај, после не може да сејам едра сорта од система на ладна вода. Што ќе сеам, Андреја? Кога ќе зре таа? Кога ќе гласе, кога ќе зре? А Роко минам виш, за Рок џабе да думаме. До сега се сееше, ние пробивено е се. Ние сме свесни дека нема доволно вода во браната Калиманци, меѓутоа со одредена количина може да се наполнат површините. Затоа бараме ние да бидеме во прв ред во однос на предлог планот за наводнување. Освен водата, нивните барања се следниве. Првото барање е корекција на предлог планот за наводнување на територија на општина Чиново Облешево. Второто барање е корекција во исплатата на 6 денари за предадена арпа, што значи ние бараме предадена арпа да биде односно 6 денари да бидат на предадена арпа, а не 6 денари на 800 кг по пријавена површина. Така беше и договорот на нас со надлежните органи во државата. И третото барање е што е можно побрзо во наредните денови да започне откупот за стокови резерви. А прием тражиме кај премиеру. Земјоделците од село Облешево и од општина Чиново Облешево тражат прием кај премиеру. Премиеру да ги разбере овие наши работи. Денешниот протест подршка доби и од Националната земјоделска мрежа. Наш став официјален и ние ќе стоим зад тој став и ги поддржуваме апсолутно, значи оризопроизводителите од Кочанскиот регион. За земјоделците, освен водата, проблем е и цената на откупот на оризовата арпа. Цената на оризовата арпа поthitno да се врати на старата цена. Бидејќи тие 6 денара што ги дадоа беа на производна цена од 27 и негде да имаме 33 денара, сега имаме 22 денара откуп, немаме откуп. Цената е никаква. Оваа цена и најпосе само може тоа да кажам. Министерот што побрзо да си даде оставка? Да го нема, да го нема. Доколку сите овие проблеми не бидат решени најбрзо што можат, тие се заканија со нови протести, бараат оставка од Трипуновски, а се заканија и со протест пред влада. Бараме овој предупредувачки штрајк, бараме премиерот ако е во можност денеска да не удоволи да дојде, да го чуе овој глас на земјоделците. Во спротивно штрајкот ќе продолжи. А ако не прима, мислам дека секојдневно ќе има штрајкова, ќе одиме и пред владата. Ние нашите барања си ги бараме да бидат исполнети. Во меѓувреме, од Водостопанство за телевизија Стара информираа дека ситуацијата ќе биде релаксирана бидејќи од вечерва вода до оризовите површини ќе стигне. Од вечерва водата ќе биде пуштена и ќе се започне со полнење на оризовите површини и ќе бидат преземени сите мерки за санкционирање на оние кои нелегално користат вода од системот. Соопштија од акционерското друштво Водостопанство Хидросистем Брегалница.